Од ова локална кампања во оваа промоција на кандидатот во Струмица, кандидатот на редовите на СДСМ, во студиото се селиме кон, односно се насочуваме кон аеродром, а во овие 10 минути ќе разговараме со Билјана Аврамовска-Ѓореска, кандидатка, една од кандидатките за градоначалник во аеродром. Доаѓате како поддржана, нели, од ЛДП Дом. Вака на почетокот да ве прашам, што е она што ваков аеродром како што го гледате урбанистички ви пречи или ви се допаѓа? Ви благодарам за поканата, ви благодарам исто така за вашиот интерес. Мојата кандидатура едноставно представуваше предизвик да луѓето кои што се избрани на јавни функции покажат еден друг пример дека можат одговорно, транспарентно и професионално да работат. Заедно со тимот кој што е на советничката листа за општина Аеродром, поддржано од движењето одлучно за промени, имаме решение, имаме визија, имаме идеи како да го направиме Аеродром подобро место за живење. Секако во фокусот за развојот на нашата програма се граѓаните. Велиме дека аеродром мора да биде здрава и чиста општина, комуналната хигиена да се подигне на повисоко ниво и секако аеродром да биде простор каде што можеме хумано да живееме и да ставиме некој ред во градењето. Добро, кога сме кај градењето, ќе слушнеме секако идејата вашата и на тимот. Пак ќе речам, ваков како што е аеродром со булеварите кои што ги има, со инфраструктурата која што има, со зеленилото, доволен или не е доволен? Знаете како, аеродром како стара општина од 80-тите години беше пример за како треба да изгледа една хумана општина, една хумана населба. Меѓутоа, она што на нас за 17 години ни се случува во аеродром, зборам 17 години од кога аеродром функционира согласно законот за локална самоуправа како посебна општина, немаме ништо друго освен урбанизација, односно бетонизација. Односно имаме урбанизација без планирање што практично ги руши на некој начин постулатите на урбанизмот како наука. И токму тоа беше во една од причините да се кандидирам, значи да го на некој начин да се одвратиме од тоа повторувачко милје на ветувања, очекувања, меѓутоа и големи разочарувања од страна на граѓаните. Секако дека оној мал дел кој што преостана во аеродром, дека секако треба да биде со зелени површини. На кој потек во аеродром ви се пред се планирани тие зелени површини и бидејќи е општина во која што бетонизација како што рековте и вие има, но таа ќе мора и да продолжи, така ако било да сте вие или друг градоначалник во општината, таа ќе треба да продолжи. Како би продолжила со вас таа бетонизација? Значи потребно да има ред и план на градење. Знаете како, кога да речеме имаме 20%, сега карикирам зголемување на инфраструктурата, односно за 20% имаме повеќе стамбени објекти во аеродром, тоа само по себе подразбира дека треба да има и други инфраструктурни објекти. Дека треба да има градинка, треба да има слободен паркинг каде што граѓаните ќе може да ги паркираат своите возила и секако ќе инсистираме на почитување на законското решение дека мора да има минимум 20% зеленило околу секој стамбен објект кој би се изградил во општината Аеродром и секако треба да се постават стандарди. Значи ако во одредено место е предвидено дека ќе има петокатница, не смееме да дозволиме да зголемуваме катноста на тие објекти. И вака кога претпоставувам дека сте, бидејќи се движите, разговарате со граѓаните на аеродром, едно условно кажано скаутинг кога се прави на општината, кои делови се неискористени? Каде може да се инвестира во аеродром?
Може да се инвестира во руралниот дел на општина Аеродром, затоа што сметам дека изминатите 17 години апсолутно не е посветено внимание на тој дел, значи зборувам за Горно и Долно Лисиче. Изминатиот период пак ќе спомнам од 17 години направена е само канализација во тој район, меѓутоа малце невкусно во 21 век да кажуваме дека најголемата инвестиција во тој дел е атмосферска канализација. Таму има простор кој што може да се искористи за изградба на деловни објекти каде што ќе може да се субвенционираат младите луѓе од аеродром да формираат стартап компании и останува слободен просторот помеѓу спортската сала Јане Сандански и хотелот Хилтон, каде што ние предвидуваме да има спортско-рекреативни објекти од типот на затворен базен, на адреналински парк и делот на последна петка. Тоа е оној дел кој што ги граничи зградите во Ново Лисиче и Горно Лисиче. Има еден парк кај што велиме дека ќе направиме отворено кино каде што ќе можат граѓаните да го поминуваат слободното време и секако да се дружат и да се релаксираат. Тоа отворено кино би било спонзорирано од општината? Да. Бидејќи во аеродром несомнено ќе има проток на повеќе луѓе. Сега кога ќе се отвори оној големиот мост кој што град Скопје нели инвестира, па ќе има проток на луѓе. Тие адреналински паркови за кои што говорите вие, за некои од вашите кандидати се предвидени чисто зелени паркови. Би ве прашал, бидејќи сте на дебати со вашите против кандидати и слушајќи ги нив, има сличности има во идеите или нема сличности во идеите? Знаете како, мислам дека во однос на програмите нема некоја голема разлика меѓу сите кандидати, не само во аеродром, генерално во државата, затоа што сите се залагаме за здрава и чиста општина, комунална хигиена, стоп на градењето, транспарентност, односно отвореност кон граѓаните, меѓутоа мислам дека малку е лицемерно да се даваат истите ветувања, дел од кандидатите имале можност, не лично тие, него секако политичките партии на кои што припаѓаат ветувањата и да ги остваруваат. И затоа сметаме дека ова е навистина една можност за граѓаните да направат промена и секако да го поддржат движењето одлучно за промени, затоа што станува збор за честни луѓе со интегритет кои што се реализирани во своите професии, кои што навистина го сакаат аеродромот од срце и ќе направиме аеродром да биде општина на која што сите ние кои што живееме во неа ќе се гордееме. Добро, бидејќи истакнавте пошто се разликувате од останатите, со кој би соработувале? Отворени сте да соработувате со сите во општината? Зборувам за против кандидати. Ќе се работуваме со сите на кои што преди се има интересот на граѓаните во прашање. Значи, интересот на граѓаните е тој кој што треба да ги спои нашите идеи и секако нашиот капацитет да се вложиме во остварување на потребите на граѓаните. Ви благодарам на одвоеното време и секако ќе ги следиме изборите на 17 октомври, можеби ќе имаме сигурно прилика да разговараме повторно. Ви благодарам уште еднаш.